Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Отворете ги вашите Библии кај Изреки, глава 15. Ке го читаме првиот стих. Кроткиот одговор гневот го ублажува, а навредлив збор јарост предизвикува. Оние кои ја имаат прочитано книгата Прва Самуилова, ке се сетат на случката во која Авигеја го ублажи гневот на царот Давид поради кротоста што ја покажа пред него. Имено, Авигеја беше омажена за човек по име Навал. Неговото име значи безумник. Тој беше многу скржав и тврдоглав човек, а таа беше прекрасна и доблесна жена. Некој рекол дека нивниот брак може да се опише со зборовите убавицата и ѕверот. Накратко, да ве потсетам на случката. Заедно со неговите војници, Давид го чуваше стадото на Навал за да не дојде некој и да му ги украде овците. Некој период подоцна, кога Давид и војниците беа гладни, пратија кај Навал неколку представници да му побараат храна. Навал ги одби и Давид одлучи да го погуби. Но додека беше на пат да го направи тоа, го пресретна Авигеја. Кога го виде, таа падна на колена пред него и се поклони. Со тоа препозна дека тоа е идниот цар на Израел и кон него се однесуваше со голема почит. Кога Давид го виде нејзиниот став и начинот на кој му пристапи, неговиот гнев се смири и одлучи да не му се одмазди на Навал. Нејзиниот кроток одговор го ублажи гневот на Давид. Интересно е тоа што на неколку места во Новиот Завет ќе најдете стихови во кои Господ Исус многу остро им се обраќа на фарисеите. Например, таков разговор можете да прочитате во Матеј глава 23. Зборовите кои Исус ги користеше во разговор со фарисеите некогаш беа многу строги, но тој знаеше дека мора да им покаже на фарисеите каде им е местото. Од друга страна, имаше ситуации кога разговараше со грешниците многу нежно и со големо сочувство. Кога пред него донесоа жена фатена во прелюба, тој и рече: "И јас не те осудувам. Оди и не греши повеќе." Како што можете да забележите, Господ Исус имаше различен пристап кон различни луѓе. Кон оние кои се правеа многу религиозни беше строг и остар, а кон оние кои беа свесни за својата грешност беше мек и полн со сочувство. Стих 2. На мудрите јазикот добри знаење искажува, а на безумните устата глупости блуе. Мудроста повторно зборува за јазикот и важноста на зборовите кои излегуваат од нашата уста. Знам дека го кажав ова претходно, но сакам да повторам. Во Библијата многу почесто се зборува за јазикот, отколку за злоупотребата на алкохолот. Тоа не значи дека злоупотребата на алкохолот не е грев, но сакам да знаете дека Библијата јасно ни кажува дека лошите и погрешни зборови се многу почест проблем отколку злоупотребата на алкохолот. Зошто е важен јазикот? Зошто мудроста толку често зборува за важноста на зборовите? Одговорот е следниов. Бидејќи тоа што излегува од нашата уста е добар доказ за тоа што се наоѓа во нашето срце. Во неговото послание, Јаков пишува дека иако е многу мал орган, сепак јазикот прави големи штети. Со јазикот можете да ги повредите другите луѓе многу посериозно, отколку со вашите раце или нозе. Продолжуваме со читање. Стих 3. Очите Господови се на секое место. Тие ги гледаат и лошите и добрите. Дури и тогаш, кога луѓето не ве гледаат и мислите дека можете да правите било што без да бидете забележани, не заборавајте дека Бог постојано ве гледа. Сетете се на Мојсей. Еднаш кога виде египќанин како малтретира евреин, тој помисли дека никој не го гледа и го уби египќанинот. Мојсей мислеше дека никој нема да дознае за тоа, но Бог знаеше и тоа е доволно. Нашите животи се како отворена книга пред Бог. Нема нешто што можеме да го сокриеме од Него. Тоа што е тајна тука на земјата, горе на небото е јавна информација. Стих 4. Кроток јазик е дрво на животот, а злиот рана на душата. Зборовите кои излегуваат од нашата уста можат да им бидат или за благослов, или на штета на другите. Стих 5.
Безумниот се подбива со татковата поука, а кој слуша прекор, разумен е. Ова е уште една тема која често се обработува во книгата Изреки. Мудроста често не повикува да ги слушаме советите не само на родителите, туку и на мудрите луѓе кои Бог ги поставил во нашиот живот. Мудрите слушаат совет, а безумните мислат дека знаат се. Стих 6. Во куќата на праведникот големо богатство, а печалбата на нечестивиот пропаѓа. Моje лично мислење е дека тука не станува збор за материјални богатства. Богатството кое се наоѓа во куќата на праведникот е духовно богатство. Таму има радост, смеја, мир, љубов, охрабрување, утеха и слично. Сите овие нешта ги добиваат само оние кои се надеваат на Бог и живеат праведно. Овие богатства се најважни во животот. Во следниот стих повторно читаме за јазикот. Устите на мудрите знаење сеат, но срцето на безумните не постапува така. Тоа е стих 7, каде читаме за уште една клучна разлика меѓу мудрите и безумните. Слушнете што пишува во стих 8. Жртвата на безбожните е одвратност пред Господ, а молитвата на праведните му е пријатна. Ова е навистина прекрасен стих. На Господ му се пријатни и мили молитвите на праведните. Стих 26. Помислите на лошите се одвратни пред Господ, а зборовите на непорочните му се угодни. По претходниот стих читавме за жртвата на безбожните, а во овој за помислите на лошите. Со други зборови, тоа значи дека се што прават безбожните му е одвратно на Бог, бидејќи со нивните мисли, зборови и дела, тие се противат на живиот Бог. Безбожните луѓе имаат внатрешен проблем со срцето. Нивната најголема потреба е да поверуваат во Бог и да го следат неговиот пат. Се додека не го сторат тоа, тие живеат како Божји непријатели. Зошто мудроста вели дека жртвата на безбожникот му е одвратна на Бог? Дали безбожните луѓе му принесуваат жртви на Бог? Некои од нив принесуваат. Тие можеби сакаат да се однесуваат религиозно и да практикуваат одредени ритуали и обреди, но со своите дела и зборови го одрекуваат Бог. Денес постојат голем број луѓе кои се нарекуваат христијани и одат на богослужба во црква, но сепак живеат безбожно кога се надвор од црковниот храм. Мудроста вели, таквите мислат дека се во добри односи со Бог, но се лажат. Стих 9. Патот на нечестивиот е одвратност пред Господ, а кој ја бара правдата, тој го сака него. Не само помислите и жртвата, туку и патот на безбожниците, односно нечестивите, му е одвратен на Бог. Тоа не значи дека Бог не ги сака оние кои не веруваат во него, туку дека не се согласува со тоа што го прават. Од друга страна, Бог ги сака оние кои ја бараат правдата, односно оние кои живеат праведно и го одобрува начинот на кој го живеат животот. Стих 10. Остра казна го чека оној што остава прав пат, а кој го мрази изобличувањето, ќе загине. Има луѓе кои не сакаат да им кажете дека не се во право. Тие мислат дека постојано постапуваат како што треба и не им се допаѓа кога некој ќе ги соочи со фактот дека не се толку праведни и добри како што мислат. Пеколот и пропаста се откриени пред Господ. А како ли нема да бидат? Срцата на синовите човечки? Бог ги познава срцето на луѓето. Тој многу добро знае какви мисли има во вашето и во моето срце. Со други зборови, тоа значи дека сите ние сме на некој начин разголени пред него. Тој ги познава мислите и намерите на нашите срца. Нешто што само ние го знаеме за себе. Кога другите би ги познавале мислите на нашите срца, не ми се верува дека ќе не сакаат и почитуваат. Но Бог не само што не познава такви какви што сме, тој и не сака. Пред околу 2000 години, Бог се отелотвори и дојде на оваа земја во тело. Тој умре на крстот на Голгота, за да плати за нашите гревови, и по 3 дена воскресна. Потоа, во период од 40 дена им се објавуваше на неговите следбеници, а после тие настани се вознесе на небото. Зошто Бог се отелотвори и умре на крстот на Голгота? За да плати за нашите гревови. И секој кој верува во него,
да има вечен живот и спасение. Стихови 12 и 13. Развратникот не ги сака оние што го прекоруваат. Тој не разговара со мудрите. Весело срце го прави лицето весело, а при тажно срце и лицето е натажено. Дури и медицината денес ни кажува дека смејата и доброто расположение влијаат позитивно врз здравието на луѓето. Веселото срце му помага на човекот не само да ужива во животот, туку и на подобар начин да се соочи со трагедиите кои ќе го стигнат. Последниот стих, мудроста продолжува да зборува за срцето на човекот. Досега размислувавме за јазикот, а сега е време за срцето. На разумен, срцето бара знаење, а устите на безумните со глупост се хранат. Мудроста зборува за срцето на човекот, не за неговата глава. Кога вели дека разумниот бара знаење, тоа не се однесува на собирање одредени факти и информации, туку на знаење поврзано со Бог и неговата волја. Таквото знаење многу недостасува во нашето општество. Луѓето се посветени на собирање секакви информации, но немаат интерес да научат нешто повеќе за Бог. За тоа како да се спасат, да живеат во светост, да им служат на другите и слично. Ке продолжам со читање. Стихови 16 и 17. Подобро малку, но со страв Господов, отколку големо богатство и со него немир. Подобро јадење од зеленчук и со него љубов, отколку угоени телиња и со нив омраза. Ако сакате подетелен опис на вистиницоста на овој стих, можете да го најдете во животот на Даниел. Тој беше однесен како роб во Вавилон и уште на самиот почеток, слугата на вавилонскиот цар сакаше да го стави на одреден прехранбен режим. Но Даниел не ја прифати понудата и го замоли царскиот службеник да му дава само одредени видови зеленчук. Службеникот сакаше да му го даде најдоброто јадење со кое располага Вавилон, а Даниел го сакаше најздравото јадење. Во Библијата пишува дека причината поради која го побара тоа беше фактот што не сакаше да се оскверни со храната на вавилонците. Тој сакаше да му служи на Бог и да ја исполнува неговата волја. И Бог ја награди таа негова желба. Даниел беше поставен на многу висока позиција во Вавилон, а потоа и во Персија. Стих 18. Избувлив човек расправи и крева, а трпеливиот караници смирува. Расправиите и караниците се секојдневен дел од животот на луѓето. Но мудроста ни вели дека има разлика помеѓу тоа како им пристапуваат избувливите и како им пристапуваат трпеливите на таквите ситуации. Кога има расправија, избувливиот со своји зборови ги прави нештата уште полоши, а трпеливиот знае што да каже, кога и како да даде одговор кој ќе ја смири ситуацијата. Тоа е еден од начините на кој можете да видите кој во црквата е избувлив, а кој пак трпелив. Да, факт е дека и во црквата ќе има одредени недоразбирања, но оние кои се зрели во верата ќе знаат да ја смират топката. Оние кои се избувливи ќе направат ситуацијата да биде полаша отколку што веќе е. Со оглед на тоа што долги години служам во контекст на црквата, можам да ви посведочам од мое искуство дека во црквата ќе се појават луѓе со тежок карактер кои започнуваат расправи. Нема да навлегувам во тоа дали таквите се спасени или не, но факт е дека се невнимателни со нивните зборови и затоа предизвикуваат сериозни штети во Христовото тело. Не е секогаш лесно да се справите со таквите. И навистина треба голема мудрост за да знаете како да постапите. Затоа се потребни Божјата помош и трпение. Ако бараме од Бог мудрост, верувам дека тој ќе ни покаже како да им пристапиме на таквите луѓе. И не да ги избркаме од црквата, туку да им укажеме на нивниот проблем, со цел да ги поттикнеме да се покајат и променат. Ке прескокнам неколку стихови и ќе го прочитам стих 20. Мудриот син го радува татко си, а безумниот нема почит кон мајка си. Ако синот живее добро и мудро, таткото ќе се фали со него пред другите. Ако не, таткото ќе прави се што може да го избегне животот на синот како тема на разговор. Стих 23. Пријатно е да се знае добро да се одговори. Колку добар е зборот изговорен во вистинскиот момент.
Не е важно само какви зборови излегуваат од нашата уста, туку и во кое време. Зборот изговорен во вистински момент има голема вредност. Предпоставувам некои од вас можат да посведочат за силата и ефектот на добриот збор изговорен во вистински момент. Ке го прочитам стих 29. Господ е далеко од безбожните, но ја слуша молитвата на праведните. Низ целото Свето писмо гледаме како се повторува оваа вистина. Бог е блиску до оние кои живеат праведно, а далеко од безбожните. Бог може да биде блиску и до безбожните, но само ако се понизат и признаат дека имаат потреба од неговата благодат. Стих 30. Светол поглед срце радува, добра вест госки храни. Како што добрата вест добро му влијае на здравието, така и лошата вест има многу сериозни и штетни последици кон здравието на луѓето. Еден од најлесните начини да изгубите телесна тежина е ако слушнете лоши вести. Ке го прочитам последниот стих. Стравот Господов учи на мудрост, а пред славата оди смиреноста. Овие зборови се суштината на мудроста. Кој се плаши од Бог, ке живее мудро. Тука ќе го завршиме ова проучување. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на глава 16. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.